Ова прекрасна numera ја најави всушност и нашата следна гостинка. Требаше да не бидат две, но едната е оправдано отсутна, затоа пак ние првата ќе ја искористиме до максимум да ни раскаже се за нејзината љубов кон музиката и патот до звездите по кој таа во моментов чекори. Јасмина Атанасова, добре дојде. Добро ве најдов. Се радувам што и ти си една од оние млади, талентирани, храбри луѓе кои што се охрабриле да се пријават или може би некој друг ги пријави, ќе ни кажеш самата, да си ја пробаат среќата, бидејќи и во моето детство и патем низ животот запознав многу луѓе со огромен и раскошен пеачки талент, но никогаш не биле доволно храбри за да пробаат, поприлично скептици, мислејќи дека нема да успеат или дека тремата ќе ги спречи или дека се е однапред наместено, како што кај нас знаеме за сеете, така да имаме неоправдани осуди на сам почеток. Еве, раскажи ни ти во кратки црти твојата приказна, дали сама се пријави или некој те пријави? Сама се пријавив, искрено не знаев за шоуто, во моментот нема видено. И случајно видов мои колеги како пеат на шоуто и му пишав, викам, и како сте се пријавиле, сакам и јас да пробам. И ме вика, тука е убаво што можеш да пееш секаква музика, знаеш, еден круг можеш ваква, друг можеш таква. Убаво е, супер, фини се луѓето. Ја викам, зашто да не пробам? А иначе не ми е, да кажам, како прво шоу каде што сум се пријавила или прво појавување некаде, да, искуство. И искуството некогаш си го прави своето. Јас на првиот настап кога фатив микрофон у рака, јас се тресев. Се тресав од паника и од страв што ќе кажат другите, зошто, леле, ако сгрешам сега, па ќе речат неубаво сум испеала. И има многу причини зошто не се пријавуваат. Да, требата се победува исклучиво со искуство на сцена и кога ќе застанеш таму на таа сцена, колку и да е мала или голема, навистина мораш да се Точно, камерите те јадат. Камерите те јадат. Мораш да се износиш со тремата. Јас ќе ти кажам само едно кратко искуство со тремата во моето најрано детство во Битола, во офицерски дом, кога јас настапував за прв пат во мојот живот. И толку имав трема што дури и колениците вака ми играа, ми се тресеа и ги слушнав гласно како тие кои седеа во први ред искоментираа, види како и се тресат колениците. И во тој момент се случи еден пресврт во мене, реков нема да дозволам тремата да ме одврати од она што најмногу го сакам и она што мислам дека најдобро можам да го работам, и така некако од мали нозе и дадов отказ на тремата и верувам дека успешно го правиш и ти тоа, со оглед што тоа и во битолската приказна музичка имаш дел, средното музичко училиште го заврши таму на теоретски одсек, а тоа е училиште кое и порано, но и денеска има високи критериуми и драго ми е што таму ги направи првите чекори и ја запозна целата ова музичка фама околу тоа што се треба да поседува еден човек кој го сака животот да му се одвива на сцена. Какво е твоето искуство таму? Пред се, во прилика да ги поздравам и сите професори кои ми предава. Јас од нив многу научив. Тие пред се те учат да ја сакаш музиката, без разлика каква музика. Пред се да ја сакаш музиката. Многу голем поздрав до мојот класен Кирил Стојчевски, кој никогаш не се откажа од нас. Врвен инструменталист, врвен педагог. Ние сме генерација која што најмногу слушаше народна музика, можам да кажам. Дека за жал сме и предпоследни, скоро, при крај, пошто одбегнуваат помладите да работат и да слушаат, да учат народна музика, сето тоа. Многу сум му благодарна за тоа што да не беа тие, јас денес немаше да бидам тука. Го поздравувам јас многу твојот класен Кире, кој е прекрасен музичар, прекрасен инструменталист и човек кој има големо познавање во музиката и на сцената и позади сцената. Но понатаму животот те однесе на МИТ универзитетот каде што студираш психологија, така нели? Од кога љубовта за психологија? Од секогаш ме интересирала таа наука и не знам, не сакав да продолжам музичко. Реков, ајде, талентот стои тука. Како опција секогаш. Да, талентот стои тука, реков, никој не го зима. Тоа што сме го научиле, сме го научиле. Некогаш во животот и нешто ти да имаш план Б баш. За нешто. Мене ме интересира таа наука и еве, ако некогаш не се
остварам како позната личност, како пејачка, се надевам и многу ќе ми биде мило да се остварам како психолог и да му помагам на другите. Што ти е желба, да работиш на психолошки проблематики со деца во една ранлива возраст, во кој сите деца поминуваат низ нешто поинакво, нема две исти приказни, или да работиш со возрастни луѓе кои што исто така си имаат свој причини зошто да бидат некогаш во дисфункција? И двете работи се тешки, многу. На детето можеби ќе можеш побрзо да му го смениш размислувањето. Кај возрастните тоа да малку потешко, затоа што тие се веќе изградени карактери. А детето додека е се уште мало и додека се уште се гради, мислам дека е многу полесно да ми се допаѓа како размислуваш. Браво, Јасмина, верувам дека ќе бидеш успешен психолог и ти посакувам навистина да се пронајдеш и на тоа поле, но и да не ја запоставиш музиката која што си ја носиш од малечка, од она што го чувме во прилогот во шоуто Патот до звездите, инаку талент шоу која Алфа телевизија го прави доста професионално, доста умешно и е навистина едно големо освежување за публиката, бидејќи во моментов на ниедна телевизија, на ниеден друг медиум нема македонско шоу во кое што можат нашите македонски музички таленти да си го искажат она што го поседуваат, а Македонија е мека за музичари. Навистина во Македонија сме расадник на талентирани луѓе кои што пеат од моментот кога проговориле. Твојата мајка во прилогот кажа дека од мала си пеела многу, дека те бива за многу работи и за тоа особено ми е драго што те бива за се и што секогаш си подготвена да влезеш во ситуацијата каде треба твоите раце за помош и да помагаш. Колку помагаш дома во семејството со оглед на тоа дека си од Росоман, дека сте во срцето на тиквешијата, каде што секогаш има работа плюс, твоите се занимаваат и со земјоделски работи, се занимаваат и со нешто плюс и верувам дека секогаш им недостига човек дома, така? Да, јас поголем дел од времето сум тука во Скопје, дека студирам тука, исто така престојувам во Скопје. Не се гледам многу често со моите, ама кога ќе си отидам, секогаш прашувам дали му треба помош или било каква поддршка за нешто. Али обавезно летниот период, бидејќи кај нас све што се случува во лето, праски, грозие, Јас кога ја чув мајка ти дека вели дека знаеш те бива и за тие работи, си помислив дека се работи за лозарство, но се изненадив пријатно кога спомна дека праски твоите одгледуваат праски, тоа претпоставувам се работи за некоја голема површина на праски, така нели? Сложена ли е таа тема околу праските од што најмногу зависи дали ќе има род годинава? Зависи од многу работи, од болести, од времето, какво е времето, ако е врнежливо, ако е премногу жешко. Исплатливо ли е да се одгледуваат праски? Па исплатливо е, на некој начин е исплатливо, колку да не си возијан, така нели? Да, колку да не си возијан и да не продадеш, барем да имаш за себе да јадеш, барем да се врати она што си го инвестирал. Одлично. Репертоарот, како што рековме, тежне е повеќе кон народната музика. Кои ти се фаворити, односно кои се твои омилени пејачи и дали имаш некој кој ти се вака огледало каде се огледуваш? Многу пејачи сум гледала. Како што сакам народно, така сакам и забавно. Слушам секаква музика. Се што мене ми е прифатливо за ушите да слушам. Се што мене ми се допаѓа да слушам, тоа слушам. Народно пеам уште од мала, бидејќи бабите, моите дома, сите, ајде народно, ајде седни таа песна, оваа да ја научиш. Народното ми е наметнато од нив и никогаш не сум се промовирала како забавњак. Секаде како народно. И сега баш се надевам дека некогаш ќе има прилика да се представам и во тој стил, па да видиме каде ќе биде подобро. Така е, така е. Инаку не е Јасмина единствената звезда од Росоман која што сигурно сум веќе ја препознаваат во нејзиниот крај. Нејзината баба е звезда и тоа неизбежно е да поминеш со автомобил низ Росомана, да не застанеш на оној познат пазар каде што деноноќно има дежурни екипи. И твојата баба, морам да ти признам дека и јас многу пати од неа сум купила од нејзините домашни производи, бидејќи таа умее со клиентите, таа умее со луѓето и знае некако да наметне еден спонтан разговор со кој што ќе те упати што има, што ти треба и што таа ти нуди.
Од малечка си била вклучена и во тој дел, па дури си подпевнувала таму некаде, Точно, да? да. Има некоја интересна случка да ни ја раскажеш? Па како што кажа баба ми, како мала седев јас со нејза. Продававте дојде заедно? со баба гора и седев со нејза. И имаше таму една друга постара бабичка и пошто ме тера уште од мала, нели ти кажува да пеам и ми вика ајде сега седни на тезгата, вика тука до мене и да пееш. И јас ајде, која песна и ќе рече ајде пример Македонско девојче. Ајде Македонско девојче, ќе почнеме да пееме двете. Буквално се држав концерти пред публика, еден куп луѓе поминуваат, коли застануваат да Паричка, купуваат. падна некоја паричка? А секогаш Транси, паѓало, секогаш. секогаш Браво, паѓало. браво. Каде е твојот сон? Многу наши пејачи, пејачки ве патуваат низ диаспората. Ја поздравувам воедно и нашата диаспора, македонците ширум светот секаде кои што не следат редовно. Ни се силна поддршка и многу често вака разменуваме по некои збори. Драго ми е кога ќе успеат и да ни се вклучат, да ни се јават. Сонуваш ли за некои големи турнеи надвор од нашава земја и каде би сакала, дали би сакала повеќе низ Европа или преку барата? Па за мене искрено јас од секогаш ми била голема желба и сон да ја посетам Австралија. Имам таму, па ќе ги поздравам, имам тројца дедовци и една баба во Австралија и од секогаш сум сонувала дека како не мора да е турнеја, дека ќе отидам таму. Макар да и го туристички, поседам, така. макар и туристички не мора да пеам, само да се прошетам и да ја запознам таа земја. Браво, посакувам на вистина да ти се случи. Континентот е отворен, сега веќе беше затворен за време на пандемијата Да. и верувам дека ако не професионално, макар туристички ќе одиш и ќе ги посетиш бабите и дедовците, бидејќи ништо без баби и дедовци. Блазен е оној кој што си има баба и дедо, па знае колку е убаво да имаш повозрасни, помудри луѓе кои што ќе го споделат своето животно искуство. Полуфиналистка една на ова музичко талент шоу кое што веќе привршува до крајот, што дали си имаш некој ментор веќе најдено патем и дали некој одлучува заедно со тебе или сама одлучуваш што ќе пееш во овие финални изданија на шоуто? Искрено, од секогаш со мене се советувале семејството. За јас ако сакам да пеам некоја песна, јас ќе ги прашам дали одговара да пеам таа песна. И они знаат колку можам јас да изнесам и како можам да изнесам во ситуацијата која што се наоѓам во моментот. Ако јас во моментот, пример, сум на стената како што сум сега, Па не можеш, нема затоа да можам да изнесам таа песна како што треба да се изнесе и ќе барам многу нормално дека некоја полесна песна каде што сепак треба до пеењето да биде добро, ама да биде барем коректно, да не да ми се фаќа гласот, да ми зарипне на некои баш претешки песни. Така. Јасмина, многу ти благодарам што ни беше гостинка ова утро. Посакувам да заедно со семејството го донесеш вистинскиот избор на песна која ќе ја засака и твојата публика, која што верувам дека веќе е бројна, ама и жирито добро ќе ја оцени, бидејќи секогаш мораме добро да премериме која е соодветната песна која што ќе ни донесе најмногу поени и која што ќе го направи она кое сите го очекуваме, да влеземе во најтесниот круг и да се бориме за победа. А победник секогаш е само еден, не може сите да победат, но како и да е, самото учество во шоуто верувам и сигурна сум дека ќе ти отвори многу врати во иднина. Точно. Битно е само учеството, битно е дружбата. Искуството. Да, искуството, битно е да се покажеш колку можеш, не е битно јас сонувам да победам. Секој сонува да победи. Треба да сонуваш за да ти се оствари тоа. Ако не сонуваш и ако не работиш на сонот, тоа нема да се оствари. И овој пат многу сакам да си ги поздравам и другите две водителки од Пат до ѕвездите, кои се феноменални и атмосферата ја прават да биде добра, окей, да се чувствуваме пријатно како дома. Исто така и до Дејан, да упатам еден поздрав. Буквално се осеќам како дома. Многу ми се допаѓа каква е атмосферата во студиото и дружбата и луѓето, поготово дека скоро со сите се познавам, што се надпреваруваме. Искрено не можам да ги гледам никако конкуренција. Ни па
тие мене да ме гледаат така. Одлична можност беше ова сите да се надминувате себе си, да се запознавате и да заедно сонувате. Точно. А музиката да ви биде водилка. Уште еднаш благодарност,